Добар ден, особено задоволство ми е што сме денеска овдека во општина Аеродром на улицата Васко Карангелевски во рамките на акцијата која што спроведува град Скопје Ден без автомобили и овдека на оваа улица во текот на 12 часа ќе имаме затворен сообраќај за автомобили со цел да на корисниците на алтернативниот вид на сообраќај, велосипедистите кои што имавте прилика да ги видите тука, меѓутоа и децата кои што се овдека да им дадеме можност да имаат еден простор ослободен од возила, ослободен од сообраќај. Целта на оваа акција, знаете и вие дека и во минатото градот правил, меѓутоа ова е прва акција која што ја правиме надвор од Европската недела за урбана мобилност и вообичаено се правеа тие затварања на улиците по 2 до 3 часа, сега за прв пат имаме едно 12 часовно затварање на улиците со цел да и граѓаните видат дека можеме да живееме без автомобилите и да целта на оваа акција всушност е стимулирање на алтернативниот начин на транспорт, алтернативниот начин на движење на луѓето низ урбаните заедници. Тоа е нешто што ние го работиме во изминативе 3,5 години, надминавме над 100 километри добро организирани велосипедски патеки, такво нешто ќе се случи во токму на оваа улица со незината реконструкција Васко Карангелевски, која што ќе биде спојка за граѓаните од Лисиче со новиот мост, не само по улица за движење на автомобилски сообраќај, туку и по сообраќајница која што ќе поддржува и која што ќе има засебни велосипедски патеки. Исто во рамките на активностите на градот кои што ги имаме, знаете и сами дека сме на крај на почеток на имплементацијата на Бас Рапид Транзитот и тоа се мерки кои што градот ги превзема со цел да ги замениме индивидуалните автомобили како начин на движење на луѓето во урбаната заедница, со цел да го намалиме и хаосот во сообраќајот од една страна, меѓутоа од друга страна да ја заштитиме околината и да ги навикнеме луѓето на здрав живот, на здраво движење. Можете од овде до аеродром побрзо да стасате со велосипед, отколку со автомобила, веќе релативно безбедно затоа што имаме дефинитивно обезбедени велосипедски патеки. Сето ова е во рамките на зелениот акционен план на градот Скопје кој што веќе втора година поред се имплементира и можеме да видиме дека и во рамките на загаденоста на воздухот веќе почнува да ги дава резултатите. Благодарност на идејата на оваа акција, на неформалното здружение на Точак, чија што беше оваа идеја и кој што се, да речам, поддржувачи на денешниот настан, како долгогодишни, односно веќе 3,5 годишни партнери на градот со кои што и дебатираме, понекогаш и се расправаме, меѓутоа секогаш доаѓаме до заеднички солуции кои што ја прават урбаната мобилност во нашиот град се поатрактивна за алтернативните видови на сообраќај. Благодарам.